Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Премиерот Христијан Мицкоски сака да ја негира реалноста, да ја прикаже поинаку, ама очигледно е дека не може. Вели дека не знае за изјавите на известувачот и европратеник Вајц и дека извештајот е комплетен антипод на она што навистина се случува. Вајц експлицитно вели дека не гледа сериозна посветеност на владата за реформите, особено во делот на владење на правото, со директна оценка дека во последната година не видовме никаков напредок во однос на евроинтеграцијата, ниту пак некаков напредок во делот на реформите. Известувачот Вајц јасно и недвосмислено ја критикува оваа власт поради блокирањето на европскиот пат на државата. Европа јасно порачува, нема напредок додека не се исполнат условите, а тоа вклучува и уставни измени. И наместо да ја прифати критиката, премиерот повторно влезе во негирање. Јавно вели дека нема да отстапи ни милиметар и дека малцинства, како бугари, хрвати, црногорци, нема да влезат во уставот. Наместо да работат на реформи, оваа власт работи на креирање конфликти со соседите, антиевропска пропаганда и изолација на земјата. И додека власта го блокира европскиот пат на земјата, половина ВМРО, вклучително најблиски соработници на премиерот, министри, пратеници, имаат бугарски пасоши. Тоа е нивниот лажен патриотизам. Наводно го бранат идентитетот, а приватно зимаат бугарски европски пасоши. Затоа младите се иселуваат од земјата, затоа што не гледаат перспектива на оваа земја на чело со Христијан Мицкоски. Додека регионот оди напред, ние тапкаме во место. Веќе е формирана комисија која го пишува договорот за пристап на Црна Гора во Европската унија. Црна Гора, која стана независна држава, една година од која ние го добивме кандидатскиот статус за Европа. Денес Црна Гора е на чекор за членството, а после неа веднаш следува Албанија. Се постава прашањето кој губи? Губат македонските граѓани. Никој друг. Губи државата. Се губат европските пари, се губат европските фондови, се губат структурните фондови кои можат тука, по примерот на другите земји, кои што се приклучија во Европската унија, да значат подобра инфраструктура, патишта, пруги, болници, училишта, градинки. Се изгубија фондовите за подршка на земјоделството. Зошто? ИПАРД го нема, Европа го блокираше затоа што ги фатија членовите на ВМРО ДПМН како крадат европски пари. Значи Европа не носи само единствен огромен пазар и подобро образование, здравство, социјална состојба во државата, туку само Европа е единствениот начин на кој што нашето општество може да просперира. А што прави премиерот? Се обидува со различни теми, создавање на меѓунационални конфликти, навреди за секој кој што мисли поинаку и создавање подоба во општеството дека нешто може да направи. Ги навредува граѓаните, ги нарекува медиокритети, талок, мачуриште. Еден добар пример е Унгарија, која што од кога се ослободи од власта, која што беше рамна на диктатура, веднаш доби милиарди евра помош од Европа, пари кои што беа заробени. Мицкоски повеќе не може и не смее да ги лаже ниту граѓаните, ниту Европа. А Вајц само го потврдува тоа што граѓаните секојдневно го чувствуваат. Оваа влада не сака во Европа затоа што сака партиска контрола врз институциите, затоа што сака партиски медиуми, затоа што сака партиско правосудство и затоа што сака државни ресурси кои што ќе бидат користени само за партиски тендери. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија цврсто останува на европскиот пат. Ние нема да дозволиме Македонија да биде слепо црево на Балканот и во Европа само Мицкоски и оваа ВМРО организирана криминална група да продолжат да крадат. Доаѓа време на вистина, на правда и на одговорност. Ви благодарам.